Пред 19 дена на територијата на општина Македонски Брод изби голем шумски пожар кој што продолжи да се движи во насока на селото Тажево и село Брезница. Иако имаше итен брз почетен удар од страна на локалните пожарникари од Македонски Брод, иако истиот ден действувавме со хеликоптери врз него, знаејќи дека ако не избега од контрола, потоа контролата ќе биде тешко да се воспостави, сепак пожарот излезе од контрола и продолжи да се движи во насока на селата Тажево и Брезница. Неколку дена подоцна и покри нашите обиди да биде спасено селото Тажево, истиот помина преку ова напуштено село, во кое што само неколку од куќите се функционални, поголемиот дел од куќите се стари и напуштени куќи, но сепак има куќи кои што собствениците ги реновирале и ги користеа како викендици. Потоа пожарот кружеше и тргна кон селото Брезница, каде што исто така има стари и напуштени куќи, но и повеќе функционални куќи. Со поддршка на локалните пожарникари, но и со поддршка на унгарскиот тим пожарникари кои што ги испративме да помогнат овде во околината на Брезница, кај овој би рекол монструм од пожар, како и со поддршка на дел од локално население, неколку луѓе кои што би рекол повеќе престојуват отколку што живеат овде, пожарот едноставно го заокружи селото и не навлезе во селските куќи на ова убаво планинско село. За жал, 19 дена подоцна пожарот се уште активен, како што може да се види зад мене, неговата линија е можеби подолга од 10 км, едниот крак се движи во насока на викенд населбата на езерото Козјак, но од тие причини овие 2 дена ги фокусиравме пожарникарите кои што ни дојдоа како помош од Унгарија да изработат противпожарен појас над оваа викенд населба. Противпожарниот појас е изграден, изработен од она што можев да го видам, тој не е најсигурен, но сепак на земја ќе чекаат луѓе. Со темпото со кое што се движи овој пожар, приближно би му требале некои 2 дена, доколку ветрот остане со ваков или сличен правец. 2 дена му требаат на ветор да дојде до самата, се извинувам, 2 дена му требаат на пожарот да дојде до самата викенд населба, каде што треба да се пречека пешадиски, за да не бидат зафатени викендиците. Од наша страна овде секојдневно се упатуваат и по 40 до 50 припадници на македонската армија, како и локални сили од локалните пожарникари од Македонски Брод, кои што се растргнати на неколку пожари, кои што беснеат на територијата на Македонски Брод. Исто така овде имаме и припадници на Дирекцијата за заштита и спасување, кои што помагат особено во комуникација со унгарските пожарникари. Понатаму имаме, како што веќе реков, и локално население кое што помага, како и припадници, неколку припадници, односно вработени во национални шуми. За жал, денес еден од краковите на овој монструм од пожар тргна кон ловиштето Јасен и успеа да влезе во ловиштето Јасен, иако претходно повеќе од 15 дена вработените од Јасен не дозволуваа на овој пожар да навлезе на теренот на ловиштето. Се работи за многу комплексен по обем и динамика пожар, врз кој што секојдневно действувавме и со хеликоптери, но и со ер-трактори. При тоа да напоменам дека самото езеро е во непосредна близина на пожарот, така што хеликоптерите можеа да наполнат вода, да се подигнат на соодветна надморска височина, да исторат водата и треба 5-6 до 7 минути за еден круг на вода, од кој што некои имаат ведро по 2 до 3 тона, но ефектот е навистина слаб, бидејќи се работи, како што веќе реков, за монструм од пожар или мега пожар, еден од најголемите пожари со кој што си имам соочено во мојата 4-годишна кариера како директор на ЦУК. Гаснењето ќе продолжи во текот на утрешниот ден. Наша основна цел е заштита на објектите пред се на ова викенд населба на езерото Козјак, но и да го стопираме неговото движење во населба на ловиштето Јасен, каде што исто така има одреден тип на објекти. Но овој пожар е невидлив за граѓаните од нашите автопатишта или магистрални патишта и затоа нема голема свесност за него. Но даваме се од себе како главен штаб за управување со кризи да го стопираме, односно да го ставиме под контрола. При тоа да напоменам дека во текот на денешниот ден имаме повеќе од 35 активни пожари кои што најголем дел од нив успеавме да ги изгасеме на територијата на државата, но добар дел од нив ќе продолжат да горат во текот на ноќта и во текот на утрешниот ден. Неколку од нив се големи пожари, не како овој, но пожари кои што горат со денови, како што е пожарот на Илинска планина, кој што предизвикува вознемиреност кај локалното население,
но пред се гори трева, грмушки, ниско стеблесто растение. И покри нашето дејство со воздухоплови врз тој пожар на Илинска планина, ефектот е многу слаб. Во текот на денешниот ден изби уште еден тежок шумски пожар на селото Косоврасти, Дебарското село Косоврасти, на исклучително стрмен терен, како што и овој пожар, нешто што изумив да го кажам, бидејќи овој пожар гори на терен кој што е тешко пристапен, а на поголем дел и целосно непристапен за луѓе, бидејќи се работи за косина од околу 70 степени. Пожарот на Косоврасти е исто така на многу тежок и стрмен терен. Пожарот кој што денес изби на селото Зајас во општина Кичево исто така ни зададе големи главоболки, трошевме на него големи ресурси, но истовремено денес изби уште еден пожар на територијата на Кичево, кој што се движеше во насока на неколку војни објекти, каде што фокусиравме по голема воздушна сила, за да не дозволиме огно да се приближи до војните објекти. Истовремено имавме повеќе пожари на територијата на градот Скопје, но и генерално на територијата на државата. Пожарот кој што вчера го ставивме под целосна контрола во аторот на село Негорци Гевгелиско, денес повторно се разбуди и повторно создаваше големи проблеми. Се работи за сезона на тешки пожари. За жал, пожарите не се само на територијата на нашата држава, голем број на пожари, повеќе од 150 во текот на денешниот ден, има и на територијата на Србија, поради што тие од утре го повлекуваат нивниот хеликоптер и не можеме да сметаме понатаму на поддршка од Србија. Пожари беснеат и во Грција, пожари има насекаде во регионот. Затоа апелирам до сите граѓани да бидат екстремно внимателни. Тешко објасниво е појава на 40 нови пожари во еден ден. Приближно од 35 до 40 нови пожари имаме на дневна основа. Најголем дел од тие пожари се предизвикани поради невнимание на граѓаните, невнимание на земјоделците или на сточарите, но веќе се сомневам дека добар дел од овие пожари се подметнати, бидејќи не е нормално во еден ден да имаме 35 или 40 нови пожари. Или се работи за тотална неодговорност на некои поединци, или се работи за намера. МВР засилено трага по сторителите, веќе има неколку пријави против познати сторители за кои што постои основано сомнение дека предизвикале пожар, но МВР отвори оперативна акција со која што ќе продолжат да трагаат по сторителите. Едноставно страшно ово што се случува, затоа што и нашите ресурси, но и ресурсите од страна се исцрпени. Сите овие летала имаат одреден фонд или одреден период кога смеат да летаат. Потоа мора да одат на редовни сервиси за кои што понекогаш се потребни по неколку дена. За крај уште еднаш апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни доколку забележат било каква сомнителна појава на лица кои што се движат на места каде што може да предизвикат пожар, истото итно да го пријават на бројот 112.